Хелсиншкиот комитет за човекови права го презема случајот на градежниот работник Видослав Трајковски, на кого двајца извршители од Штипи Свети Николе 3 години му земале пари од сметката за еден ист долг од 10.250 денари. 58 годишниот Свети Николчанец овој долг го имал кон нотар за реализиран купопродажен договор. Откако се објави приказната за Трајковски, нотарот ги вратил парите, но кај Свети Николскиот извршител. Извршителот рече дека парите стигнаа од нотарот и адвокатот, дека се на негова сметка, но тој не знае што да прави. И рече дека јас не можам да ти ги вратам парите, се дури не расчистите вие со нив. Тоа значи дека треба јас да ги тужам, а до тогаш парите нема да ми бидат вратени, најверојатно. И јас не сакам да ги земам без камата, бидејќи тие на првото извршно решение ми наплати од 10.250 39.000. Трајковски пред повеќе од 10 години останал без работа во земјоделскиот комбинат Овче поле, пошто веќе 8 години работи како заварувач во скопски градежни фирми, за да обезбеди екзистенција за неговото семејство. Револтиране и нема доверба во институциите. Луѓето се разочарани, меѓу кои што спаѓам и јас. Искрено да ви кажам, не сум очекувал дека во ваква демократска држава, која што се стреми за членство во Европската унија и НАТО, дека може да се случат вакви кражби на пари, со вакви големи камати. Разочаран сум, искрено да ви кажам, и прва прилика кога би можел да се иселам од Македонија би го направил тоа. Свети Николскиот извршител Сашо Ѓорѓиев во телефонски разговор потврдува дека нотарот парите ги вратил, но тој согласно законот за извршители ги задржал поради постоење на друг извршен предмет кој го имал Видослав кај него, а е постар од овој случај. Ѓорѓиев вели дека на Видослав Трајковски за задржување на парите му е понудена службена белешка, со која има право со приговор до Основниот суд во Свети Николе да го оспори задржувањето на парите на посебната сметка.